Поздрав, фамилио, јас сум Никекс, доровте во ново видео. Денеска, луѓе, правиме Would You Rather или пак на наше дали би правил ова или дали би правил она. Така да, прво поздрав до овој човек да усаши, ти да си поздравен, само да го коментирај со хештег Никексвем, најака фамилија во Охрид и пошироко, а ние може да преминеме на главната тема на ова видео. Така да, имаме 10 прашања на кои што треба да одговориме. Луѓе, пишите долу во коментари затоа што ќе почнам со дейли, нешто ме зезат писиво, така да не сум јас тука крив. Ова лето сам бар зашто имам уште од прилика 10 на дена 15 макс и сам да достигнеме 1400 сува бар ако можеме, така да брзо сабскрибнете се да ми остварите таа желба. Прво прашање, дали би бил главен лик во игра или дали би бил главен лик во филм? Замислете ме мене во GTA 5, значи тоа би било чиста лудница, знаеш, кинам се, малам пукам, дали би бил главен лик во филм. Не гледам толку филмови и не ми е она, знаеш, не ми е тоа толку интересно, но би сакал да бидам во игра и то во GTA 5 да биде све лудница, буквално. Второ прашање, дали за секогаш би носил протези или за секогаш би ми биле искривени забиве, а никогаш да не носам буквално протези. Така да прво ќе одберам, би носил секој пат протези, затоа што едноставно тоа мене кул ми изгледа, така да зошто не носам протези, а зошто ми се цел живот искривени забиви и да не можам да носам протези или да ги истам по некое време, така да би досил протези за секој пат, затоа што замислите зелени протези, што знам, или така натака. Трето прашање, YouTube или Instagram? Ова ми е буквално најтешкото прашање што можам да го одговорам. YouTube или Instagram? Па реално би одговорил YouTube, затоа што тоа е платформа на кој што снимам, на кој што се споделувам, повеќе луѓе да ме дознаат, така да би сакал буквално за секој пат снимам на оваа платформа, затоа што се споделувам на оваа платформа, на ова вие ме гледате, застанови ме, знаеш, на Никексвем, позади мене сте, така секој пат што и да направам сте позади мене, така да Instagram едноставно ќе ми стани тептен досадно по некое време. Четврта прашање, исто е поврзано пејач или јутубер. Вака, јас сакам да бидам пејач реално, ама јутубер ми е желба уште како од пред 4-5 години. Така да јутубер буквално би одбрал затоа што добро, по некој пат сакам да истам нешто, да не биде само нешто као basic и сакам некој пат да истам cool, но досад не ми се случило нешто да испаднам толку подобар во таа пеачка кариера, да речам, и затоа некако не ми се свиѓа тоа, но ќе продолжам да оправам и сигурно еден ден ќе направам добра песна на кој што ќе им се свиѓа на многу луѓе. Така да најголем проект во пеач или во, да речам, таква кариера ми е само јако, затоа што за потоа се трудевме ептен со Ставре, баш најмногу добро ми звучи од сите досад што сум ги направил песни. Петто прашање, работа што не ја сакаш, а голема заработка или работа што ја сакам, а мала заработка? Овде пишите долу во коментари што би одбрале вие. Јас би одбрал работа што не ја сакам, а голема заработка. Зошто? Сега ме многу ќе ме искритикувате, но слушнете ме. Би одбрал работа што не ја сакам, а голема заработка. Значи јас за тоа време, да речам, ќе работам 2-3 години што не ја сакам, но ќе имам, да речам, за наредните 30-40 години, после ќе работам тоа работа што ја сакам, а мала заработка. Сеќате, пак ќе работам тоа што го сакам после неколку години, така да тоа е мое мислење основно како тоа да направиш од тоа што не го сакаш, да направиш да го сакаш и тоа би било скроз окей. Шеста работа, Париз или Лондон? Париз ми е град, најубав град буквално, кој што секој пат сакам еднашка бар да ми се оствари тој сон, да одам во Париз, да можам бар да ја чепнам Айфеловата кула и баш навивам за ПСЖ, доколку Нејмар си од ПСЖ, така и мене ќе ме снемат, сега многу ќе критикувате, ти не си прав фан. Не сум прав фан, реално јас следам само заради Нејмар. Окей, седмо прашање, GP или Боби Битбокс? Овде не можам да се мешам, не ни ме интересира дали GP снимал подобро или дали GP имат 170.000 субови или дали Боби Битбокс имат 55.000 субови колку имат, појма нем. Така да, секој си е добар на свој начин, а ни двајцава не ги знам какви се, ги гледам преку YouTube само и тоа е тоа. Осмо прашање, да бидам за секогаш нисок или да бидам за секогаш премногу висок? Вака, да бидам за секогаш нисок, затоа што метар и кас над кева пувода сум, ќе изигравам Матрикс, да изигравам нешто и да бидам за секогаш премногу висок, тоа не чиним затоа што не ќе можам женска да си фатам или девојка, па и да сум низок не ќе можам, но
сепак, па има логика да си висок, ќе си кошаркар, едноставно и ќе фатиш таква женска. Океј, деветото прашање е зима или лето? Па би одговорил зима. Зошто? Пој ќе сагам едноставно лето не обожавам, добро ми е, не викам не, ама зима си е зима според мене, така да едноставно пој ќе сагам да се санкам едно друго и снег пој ќе обожавам. Десетото прашање е гейминг PC или гейминг лаптоп. Но ова прашање сам не можам никој па да си одговорам затоа што две работи се окей. И две работи во секој имат своја предност. Но пој ќе би сакал гейминг PC затоа што застанам се играм, немам маки, а гейминг лаптоп може да се расипи реално. По неквалитетни се според мене. Појманем. Така, пишете во коментари што вие би направиле во овие 10 прашања, во овие 10 да речам како ранк листи. Така да, лајкнете да го ставите втор дел, сабскрајбнете се, останете никак свем некаков милија во охрид и пошироко, а не се гледате на тоа видео. И рапа па и р.